Во живописното Жеровјане се случува една тажна приказна каде нашата колешка Јелисалфета Крстич-Попмајбах имаше можност од прва рака да се увери како таму живее едно семејство заборавено од владата и институциите. Се наоѓаме во село Жеровјане, кое што е оддалечено околу 13 километри од Тетово и каде што животот тече нормално, но не за секога. Еден од нив е и командант Зорани, учесник во војниот конфликт од 2001, татко на 4 деца и една ќерка, сопруг и најважно невработен. За ова ли се боревме ние? Тажно прашува тој. Сите негови другари се веќе вработени во институциите на системот или како што вели тој, интегрирани. Овој, например, сега, овој ти е министер за економија, овој ти е за, не знам, шпи материна, овој ти е за не знам што. И сите само јали не може. Па ја у 2001 година, овие сите што се тука сум ги пракал од шапка доле по бурек, дете сум му давал савет, кај има топло буре, кај има све сега. И сега, о министри, сите се дојден министри, ја ништо. Па да викаме едно здраво да кажеме. И сега што треба ја да правиме, ти кажи сега. Дали треба да го окупирам тука цело Жеровјане ја? Тоа треба да правиме. Или нов рад да почнува, рад тука нов. Па што е ова бе, овој пролет, оној пролет, тој нема ништо тука бе, на што личи тоа бе, богат. Инструментот онда? Ој, не бе, тоа за свадба. Ја имам 4 деца, имам едно ќерка имам. И треба да се жени, он е инструмент за свадбата. Ова синте? Игбе школе! Е телевизија го. Еве, ово е прв ке го женам ове. Многу е, прв ке се жени ове, многу женско. Дојде живот за некој. Ама, ја да ти кажем сум оптимист. Човекот, гледам, нема предрасуди. Мислим дека ќе се наоѓа некое креативно решение за да се запослувам и ја. Да се вади едно парче леп. Го напуштаме Жеровјане со желба дека институциите ќе го решат проблемот на командант Зорани.